Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Силната менструална болка често се прифаќа како нормална. Но што ако токму таа болка е сигнал за состојба која со години останува непрепознаена? Каква болест е ендометриозата? Дали е поврзана со така наречените чоколадни цисти? Зошто диагнозата обично доцне 7 до 10 години и дали оваа состојба на вистина може да ја одземе шансата за бременост? За сето ова денеска разговараме со доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот веднаш следува по блокот на реклами, а ќе имате можност да се вклучите со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за ендометриозата со доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте. Добро ден, Ајдо, благодарам за поканата. Кажете ми, дали е нормално за време на менструалното крварење да бидат присутни силни болки, бидејќи некои жени секој месец за време на менструацијата пијат тапчиња против болка? Треба ли да се загришат? Значи, прагот на осетливост на секоја жена е различен. Во најголем број случаи појава на овие силни болки или она дисменореа, која што се јавува некаде во пораната возраст, односно во адолесцентниот период, е релативно ја сваќаме како нормална, односно сваќаме дека пациентката е се уште млада, само што започнала со овулации, односно во тој период, поради тоа што утерусот се уште се навикнува и дека овие болки кои што се јавуваат 1 до 2 дена пред да добија менструација, кои што траат, например 3, 4 или 5 дена дека трае менструалниот циклус, ги сваќаме или во најголем број случаи кога ќе дојдат на гинеколог, дека се нешто како што нормално или нешто што е често. Меѓутоа, многу често ваква болка која што ние велиме дисменореа или оваа болка која што се јавува во текот на менструалниот циклус, може да значи и нешто друго. Обично во периодот некаде од 25 до 35 години, таа може да не биде сигнал за некое друго заболување кое што може да го има во женското тело, односно да не биде ова ја велиме примарна, односно дисменореа која што се јавува само како таква, него да биде како резултат секундарна, односно на промени кои што настануваат во женското тело и кои што доведуваат до појава на овие силни болки, да пациентката некогаш овие болки ги осеќа надвор од менструалниот циклус. Значи да не бидат поврзани само со менструалното крварење. А доколку се поврзани со менструалното крварење, веќе споменавте дека секоја жена има различен праг на болка. Да. Како да се направи граница? Што е нормално, а што укажува на некаков проблем? Значи, обично жените користат различни аналгетици, некои од нив, кога ќе имаат менструално крварење. Некои ги користат, например, ден или два, некои ги користат подолго. За да можеме да направиме разлика, дали е тоа нормално или не, пошто прагот на осетливост е различен, обично имаме една скала. Врз основа на која скала од 0 до 10 ја тераме пациентката да реагира болката во деновите кога има менструација, односно од пред да почне, кога ќе го земе лекот, оние нестероидни антиинфламаторни и аналгетици кои што најчесто ги даваме, и кога повторно се јавува таа болка. Ако пациентката има толку многу јаки болки, она може да има и друга симптоматологија. Значи не мора да бидат само јаките болки кои што ги има, може да има несвестица, вртоглавица, главоболка и многу често овие пациентки бараат помош не само дома, него многу често посетуваат ургентни амбуланти каде што бараат ампуларна терапија за да се спречи оваа болка. Можеби тука некаде ја правиме градацијата дали е болка која што може да помине со таблетарна терапија и која што можеме да ја ставиме во една како нормална или примарна дисменореа, или пак е некоја болка која што бара ние нешто понатаму да испитаме. Дали обилноста на крварењето има некакво значење? Во однос на болката не мора да значи. Некогаш кога има преобилно крварење може да има појаки болки, меѓутоа не значи секогаш дека ако не имаме обилни менструации дека ќе имаме и појаки болки. Има пациентки кои што не имаат обилни менструации, поготово првите менструални циклуси не се толку обилни, меѓутоа девојчињата може да имаат и најголем
најголемо чувство или најголема болка да осеќаат за разлика од останатите жени, баш поради тоа што претходно немаат раѓено. Нели знаете се зборува односно во народот дека еве после првата бременост или после првото породување, болките кои што ги осеќаат за времето на менструацијата всушност ќе се намалат. Има вистина во тоа? Да. Вистина во тоа има, доколку причината е она примерна дисменорија која што ја велиме, која што причината на болката е всушност растот на матката, на ендометриумот, ширењето на цервикалниот канал, така да сето тоа има вистина, односно во народно тврдење дека за болката. Меѓутоа, станува збор она за што сакавме да зборуваме овој пат, не само за болката во текот на менструалниот циклус, и за болки кои што ги осеќаат жените и друга симптоматологија која што осеќаат, која што некогаш е хронична, недефинирана, нејасна и за чие поставување на диагноза, односно не треба многу повеќе време. Зборуваме за ендометриозата. Да, овој пат зборуваме за ендометриозата. Каква болест е ендометриозата? Дали тоа само гинеколошка болест, односно дали ги зафаќа само гениталните органи или пак е болест на целото тело? Значи тоа е болест која што почнува од матката, значи можеме да кажеме дека почнува како гинеколошка болест, односно е болест во која што слузницата или ендометриалните жлезди заедно со стромата, место да се наоѓаат само внатре во шуплината на матката, каде што се предодредени да бидат, они излегуваат надвор, односно се наоѓаат надвор најчесто во малата карлица. Покрај тоа што се наоѓаат во малата карлица, каде што има нели обвивка, перитониум и на соседните органи, они можат да дојдат на бешика, односно на везик уринарија, може да го зафактат ректумот, што значи дека оваа болест ќе баре едно конзилиарно третирање понатаму, доколку станува збор за некој авансиран стадиум. Дури понекогаш оваа болест може да се најде во градниот кош, така да има случаи кои што се прикажани во литературата, каде што ендометриоза или ендометриални жлезди заедно со нивно лачење нели на крв се нашле во плеура. Разјаснато ли е како ткиво што наликува на слузницата од матката може да се најде на органи низ телото? Место. Значи, постојат многу различни теории, меѓутоа тоа е непознаница и ден денеска во медицината. Постојат толку многу различни институти, толку многу различни студии кои што се обидуваат да објаснат зошто, како се јавува ова. Една од теориите која што беше на времето, која што беше многу прифатена, беше дека во текот на менструалниот циклус, значи ендометриалните, односно крвта, заедно со ендометриалните жлезди, со ендометриалната строма, излегува преку јајцеводите и стига, тоа се случува каде 90% или на пациентките кога менструираат и стига во малата карлица. Меѓутоа, до вие 90% на пациентки кои што имаат таков тип на менструација, не значи дека сите они ќе направат или прават ендометриоза, поради тоа што голем дел од нив всушност имаат одбранбен имун систем кој што не дозволува да овие ендометриални жлезди се имплантираат и да направат ендометриоза. Друга теорија смета дека може станува збор за плурипотентни клетки со кои што ние сме се родиле. Нели клетки кои што после во текот на нашиот живот, поради нашиот имун систем или поради дејството на простагландини, на цитокини, на килер клетки, може да се развијат и да направат ендометриални жлезди и со тоа да направат еден тип на блага во почетокот инфламација, на која што нашиот имун систем не одговара. Не одговара во моментот за дека не настанат поголеми проблеми. Што се случува со ова ткиво за време на менструалните крварења? Крвари ли? Реагира исто. Значи, може да крвари во бели дробови на... Исто како што реагира ткивото кое што се наоѓа внатре во утерус, значи во матка. Во матката. Тоа може да се види поготово е јасно за оние чоколадни цисти, кои што верувам дека целата популација која што не слуша сега има слушнато. Тоа се чоколадни цисти во кои што всушност имаме вакви ендометриални клетки. И што се случува во времето на менструацијата, кога доаѓа до луштање на ендометриумот, истото се случува и до крварење на овие ендометриални жлезди и поради тоа тие кои што се наоѓаат на пример на овариумите со текот на времето или со како продолжува репродуктивниот период на жената, може да го зголемат
да се зголемат, односно да зголемат својата димензија, поради тоа што крварат внатре. Сега зашто ги викаме чоколадни? Внатре крварат. Да, внатре во цистата. Во цистата. Меѓутоа ги викаме чоколадни цисти од причина што имаме хемосидерин внатре во еритроцитите, кои што со текот на стоењето преминуваат во темно кафена боја. Значи ние немаме некој акутно крварење да ги видиме како свежа крв, меѓутоа стануваат како темно кафена боја. Дури лапароскопски кога ќе се влезе, лезиите кои што се ендометриотични внатре во стомакот, сите тие имаат пребојаност темно кафена. Може да биде како плитка инфилтрација, односно само како точкасти темно кафени места кои што се наоѓаат внатре, например на матката, на слузницата, на бешика, на дебело црево, или пак понекогаш може да станува збор за многу поавансиран стадиум, поради тоа што ендометриозата се дели во стадиуми, каде што покрај тоа што е матката зафатени се и околните органи и даваат толку силни адхези, односно сраслини помеѓу нив, да прават анатомска деформација на органите кои што жената ги има во малата карлица. Вела дека многу често ендометриозата, односно ова ткиво што го споменавте, го зафаќа стомакот и дигестивните органи. Цревата? Да. И какви симптоми во тој момент се случува? Ендометриозен стомак се нарекува тоа. Па да, или некогаш кога станува збор до толку да настанат силни адхези, некогаш го викаме како фрозен пелвис, односно при бимануелен гинеколошки преглед, ние не можеме да ја поместиме матката, пациентката осеќа болка и слично. Значи симптомите во однос на ендометриозата може да бидат, пациентката може да има ендометриоза и да нема симптоми. Еве на пример и тоа да го кажам, значи постои асимптоматска ендометриоза која што случајно е откриена кога пациентката ќе оди на операција за некоја друга болест. И ќе го забележат ткивото. И ќе се забележи ткивото, меѓутоа пациентката никогаш во својот живот не се пожалила дека има било какви симптоми, остварила репродукција и таа пациентка е симптоматска. Меѓутоа симптомите што се јавуваат, освен ова што рековте дека е многу често обилни крварења и силни болки при крварења, она што многу често имаат болки при сексуални односи. И често имаат некоја хронична пелвична болка која што секоја од пациентките различно ја опишува. Што значи пелвична болка, да појасниме? Болка во крлицата. Добра. Да. Значи тоа е во долниот дел на стомакот. Еве, ако папакот е средината, онда идеме под папакот, нели, за да биде појасно, значи имаат болка во тој дел. Таа некоја хронична болка која што еве пациентките кои што ми дошла различно ја опишале. Некои реклаа дека е остра болка, некои зборуваат дека е во вид на печење, некои зборуваат дека е болка која што е константна на таа страна или кога се движи пациентката на таа страна. И сега она што ме прашавте кога ќе знаеме дека има нешто на цревата, многу често овие пациентки се жалат на болна дефекација. Понекогаш можат да имаат симптоми кои што можат да бидат слични на иритабилен колон, односно да имаат диареја или пак да имаат обстипација. Може да имаат симптоми од страна на уринарниот тракт, може да имаат фреквенција, односно често да мократ, може да имаат болни микции. Понекогаш, доколку станува збор за толку длабока ендометриоза, може да има дури крв во урината. Така да во начинот на кој што ги диагностицираме пациентките, станува збор за клиничка диагноза. Една од опциите е дури и цистоскопија, ако пациентката покрај сите овие други симптоми се жали и на проблеми со мокрење. Цистоскопија всушност преглед на мочниот меур? На мочниот меур со камера. Со камера. Да. Дали при обичен гинеколошки преглед може да забележите дека пациентката дека има ендометриоза? Ако направите ехо, ќе видите ли промени или треба нешто поспецифично? Значи не постои некој специфичен тест кој што кај нас ќе ни кажа дека пациентката има ендометриоза. Она што ние го правиме, она што го прави целиот свет е правиме обичен гинеколошки преглед, односно правиме бимануелен преглед. Врз основа на тој бимануелен преглед ние можеме да укапираме, да сватиме дека нешто се случува всушност кај пациентката, доколку на пример матката е неподвижна, доколку пациентката има болки при тој преглед, доколку напипаме одредени нодуси или тоа чворчиња кои што се наоѓаат на задниот форникс на вагината. Понатаму она што го правиме, доколку сметаме дека станува збор за сваќање на ректум, кај некој од пациентките може да се направи ректален преглед, за да се види дали имаме тука проблем.
она што го правиме се уште, го правиме туморски маркер кој што е CA125, меѓутоа он е неспецифичен. Сигурно сте имале емисии во кои што се слушнале дека CA125 е туморски маркер кој што го правиме за различни типови на карциноми. Он се покачува во најголем број случаи кај пациентки кои што имаат ендометриоза, меѓутоа неговото покачување е многу помало за разлика од неговите вредности кои што се јавуваат кај пациентки кои што имаат карцином. Меѓутоа сепак е неспецифичен. Ние можеме да добиеме дека CA125 ако границата е 35 е 50 и повторно да не бидеме сигурни дека пациентката има ендометриоза. Меѓутоа што понатаму? Она што можеме да го направиме е ултразвучниот преглед. Правиме ултразвучен преглед кој што некаде во 90% на случаи, доколку посебно пациентката има циста чоколадна на овариумот, многу едноставно ќе ни укажа дека оваа пациентка навистина има ендометриоза. Сега во последно време се направи некои нови школи за ултразвук во кои што ги бараме нодусите, односно чврчињата од желездите кои што се наоѓаат нели внатре во малата карлица и кои што можеме да ги нотираме на пример со ултразвук. Доколку не сме сигурни повторно за таа диагноза со ултразвук, она што го правиме следно е магнетната резонанца, која што поготово доколку пациентката се изжали на многу и силни хронични пелвични болки, и ние сакаме понатаму да ја третираме или пациентката ја третираме со одредена аналгетска терапија, меѓутоа немаме ефект. И онда сакаме да видиме всушност колку е проширена, ако можеме на магнет, и дали зафаќа соседни органи и колку би имале проблеми кога би влегле на операција и таа пациентка да ја оперираме. И она што сакам да го кажам за оваа болест е, поради тоа што хроничната болка е можеби најчеста, пациентките кои што се јавуваат на хронична карлична болка, она што е подомбиликус, во најголем број случаи се смета дека некаде 70% од нив имаат ендометриоза. Пациентките кои што лечат стерилитет, се смета дека некаде 50% од тие пациентки исто така имаат ендометриоза. Во останатата популација, врз основа на студија направени, се смета дека можеби 1 од 10 жени има ендометриоза без оглед дали е асимптоматична или има некој степен, станува збор од 1 до 4, кој што ќе ги објаснам понатаму, дека таа пациентка има ендометриоза. Меѓутоа, она што е друго битно во оваа ситуација е тоа што додека пациентката да дојде до диагноза дека има ендометриоза, поминува доста време. 7 до 10 години велат. Да, јас го слушнав тоа во најавата. Да, точно, 7 до 10 години, и тоа е студија 2024 година, направена во Англија, каде што се анализирани 600 пациентки, кои што додека да стигнат до диагнозата дека навистина имаат ендометриоза, им требало некаде 6 до 7 години. Зошто? На што Преди се тоа должи? што симптомите се неспецифични. Ке дојде пациентка и ќе ви кажа јас имам болни менструални циклуси и она секогаш или секој гинеколог кога помислува дека стално збор за некој тип на дисменорија, ја ќе прашате дали овие болни менструални циклуси ви се од почетокот, во најголем број случаи ќе добиете одговор да, оние ми се од почетокот овие болни менструални циклуси, и онда ние сметаме дека станува збор за оној примерен тип на дисменорија. Ако станува збор за болки, например пациентката која што би имала при односи, оно што помислуваме и што секако е почесто, помислуваме дека можеби пациентката имала некоја инфекција. И како резултат на таа инфекција, или ние викаме пелвична инфламаторна болест, настанале одредени прераслици кои што сега кај пациентката прават понатамошни проблеми. Оние кои што се жалат на хронични болки, доле ние немаме само генитални органи, значи имаме уринарни органи, имаме тука се наоѓа цревото, значи треба да направиме диференцијално диагностички многу исследувања и испитувања за на крај да кажеме и да речеме и да поставиме клиничка диагноза, што сепак не е дефинитивна, дека да, оваа пациентка има ендометриоза. И сега кога сум вика кај диагнозата, дефинитивна диагноза за ендометриоза се поставува само по хируршки пат и со само лапароскопија? Со лапароскопија и само со примерок од ткиво кое што хистопатологот ќе ни каже да, имате ендометриоза, односно имате ендометриални жлезди кои што се надвор од шуплината на матката. А како се проценува кој степен на ендометриоза е? Дали е
почетна форма, дали е поблага, За дали да е можеме да го сериозна? процениме повторно е лапароскопијата во прашање, поради тоа што под лапароскопијата, претпоставам гледачите знаат, со камера ние ги визуализираме гениталните органи, а покрај гениталните органи ги визуализираме све што се наоѓа внатре во абдомен. Со визуализација ние можеме да направиме градација всушност на ова болест, која што оди во 4 стадиуми. Првата и втората, пациентката обично има лесен степен на симптоми, а додека третиот и четвртиот стадиум станува збор за цврсти адхези, да ги објаснам како цврсти прераслици помеѓу органите во малата карлица, кои што ја деформираат дури анатомијата која што ја има доле во малата карлица и кои што кај пациентката предизвикуваат во најголем број случаи потреба за хируршко лекување и предизвикуваат голема хронична болка. Во продолжение на емисијата ги поканиме гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма. Почитувани, ве очекуваме да се вклучите во програма. Кога зборуваме за ендометриозата, дали таа може да биде да биде причина за стерилитет или ја комплицира самата бременост? Значи, се смета дека првиот и вториот степен на ендометриозата, кој што го спомнав, е како субфертилитет, односно дека кај овие пациентки, поготово ако станува збор, односно ако имаат циста на овариумот, меѓутоа немаат други прераслици кои што се наоѓаат на тубите или на гениталните органи, дека врз основа на оттежнува да остане бремена. Тоа не значи дека таа пациентка, дека таа пациентка нема да остане бремена, меѓутоа оттежнува да самата пациентка остане бремена. И поради тоа се направени студии во кои што се смета дека кога пациентката има прв или втор степен на ендометриоза и има ендометриом, дека самото отстранување на ендометриомот, ако тој поголем некаде од 4 до 5 сантиметри, ќе помогне на таа пациентка да полесно остане бремена веднаш после операција. Меѓутоа, друг е случајот ако станува збор за потешок степен на ендометриоза или кај пациентка која што веќе се одлучила дека треба да оди на инвитро циклус. Во тој случај се смета дека можеби е подобро веднаш пациентката да оди на инвитро циклус пред воопшто да се извади цистата или ендометриозата, поради тоа што ќе се намали резервата на тој јајник. Ќе ги вклучиме гледачите и продолжуваме потоа со бременоста и ендометриозата. Добар ден за првото вклучување, односно за првиот гледач кој што ќе се вклучи во денешната телма амбуланта. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Најпрво благодарам на будителката, бидејќи пред некое време се јавив и инсистирав да се отвори оваа тема како посебна тема, бидејќи мислам дека заслужува и секако да ја поздравам докторката. Ви благодарам и вам за сугестијата за оваа тема. Повелете. Да, секако тука сме. Сакам да ја прашам докторката, убаво објасна како е начинот на откривање на ендометриоза, чоколадни цисти, лези, запаќање на други органи и сите работи. Меѓутоа, ме интересира шо е процесот, односно предлогот на гинеколозите и хирурзи кај нас во државата, кога сето тоа ќе се утврди, кој треба да даде совет дали хируршки треба да се отстрани ендометриозата, каков тим на хирурзи учествува овде, доколку се работи за млада личност, 22 години, која сега нема план да останува бремена, да се мажи или такви работи, него едноставно состојбата, секојдневната, секојмесечната состојба и е практично неиздржлива. Дали во тој тим учествуваат и хирурзи, уролози, кардиолози, за дебело црево, да речам, абдоминални хирурзи или само гинеколози. Дали може јас и што се отстранува доколку има лези и на лигаменти, и на мочен канал, и на ова, бидејќи се работи за лично искуство. Ние со ќерката бевме во Турција, па сакам да си направам една споредба, бидејќи ги прошетавме сите и државни и приватни клиники, докторката не ја познавам, меѓутоа и други врвни наши така представени гинеколози, никој не ни даде совет каков што добивме во Турција, во Аџибаден. Јас би сакала да ве прашам, пред да се исклучите, како знаете дека вашата, претпоставам за ќерка станува збор или не знам, 22 годишна, дека има ендометриоза?
чоколадна циста беше откриена тука и на своја иницијатива ние направивме и магнетна резонанца. Некои од вашите колеги не се охрабрија ниту да ја видат, па добивме тумачење дека штом има чоколадна циста може да се дефинира дека има ендометриоза. Во Турција при оперативниот запад беа извадени 15 парчиња, фала му на Господ, сите беа бенигни, значи потврдено дефинитивно ендометриоза. Меѓутоа, овде никој не се охрабри на таков чекор, на таква операција, за да се извади се што смета. Сега, после 2 до 3 месеци, се чувствува добро, со нормални циклуси, а пред тоа да така, неиздржлива состојба, како што споменавте. Неиздржлива дури со колапси. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, за споделувањето на вашето искуство. И ни отвори на тема која што е многу интересна. Мултидисциплинарност. Да, и начинот на кој што ние ги третираме и ги решаваме овие пациентки. Значи, кога станува збор за млада пациентка, поради тоа што ендометриозата според некои студии може да се јави и во адолесценција, за да направи ендометриотична циста, која што направила на 22 години, и да 18 лези да најдат и да ги отстранат, претпоставувам дека сето тоа почнало од порано, значи не било од сега, така да пациентката сигурно патела од хронична болка, патела од болки при добивање на менструација, значи од дисменореја и од се. Начинот на кој што ги третираме пациентките зависи првен од возраста на пациентката, зависи од тоа дали пациентката има остварено репродукција или нема, и зависи од нејзините желби и потреби, и секој пристап е индивидуален. Кога станува збор, кога ќе најдеме чоколадна циста и кога гледаме дека таа циста расте, ја пратиме за 2 до 3 месеци, тогаш советуваме во најголем број случаи, ако станува збор за 5 или 6 сантими на цистата, да таа се отстрани лапароскопски. Значи, лапароскопијата нема да биде само диагноза, ние нема да влеземе само диагностички да видиме дали има циста, него во исто време ќе отстраниме цистата и ќе отстраниме све што друго, каде што ќе видиме или ќе направиме нуклеација, односно или аблација на лезиите кои што таа пациентка ги има. И сега, поради тоа што станува збор во овој случај за 22 годишна пациентка, можеби кај нас ставот на лекарите бил малце поинаков. Кога станува збор за помлади пациентки, во најголем број случаи се обидуваме да ги третираме со нестероидни антиинфламаторни лекови или ги се обидуваме да ги третираме со комбинирана, например, контрацептивна терапија. Меѓутоа, доколку се докаже на магнет, како во овој случај, дека имаме зафаќање на везика, односно на урина, односно на уринарна кеса, да, или уретар, или станува збор за дебело црево, тогаш во текот на лапароскопијата може да има потреба од мултидисциплинарен пристап и потреба од хирург, односно абдоминален хирург или пак уролог, како што тоа го направиле ваму во Турција. Значи се работи за навистина комплексни состојби. Се работи за комплексна операција, во одредени случаи, во некои случаи кои е само чоколадна циста и немаме потреба од помош, односно ако немаме потреба од поголем мултидисциплинарен тим, онда може сето тоа да го сработи гинекологот, меѓутоа да, се работи за опсежна и голема. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање до водителката и до докторката. Ве слушаме одлично. Оперирана сум од пролапс на матка пред 2,5 години. Само ќе ве замолам да го следите разговорот во слушалката. И по некое време, после неколку месеци ми се јави пролапс на другите органи, генитали. Меѓутоа, продолжив, например, по совет на гинекологот, продолжив да носам тампони, меѓутоа пролапсот продолжуваше и сега носам прстен година и нешто. Така. Гинекологот ми препорача да направам операција,
меѓутоа вакви операции за ваков пролапс, колку сум информирала, немало во Македонија. Меѓутоа ми обеќа дека ќе дојдат од Словенија некои доктори и лапароскопски да ми направат ваква интервенција. Дали може да го прашам јас нешто? Сега во овој период ќе доаѓале од таму, меѓутоа не може само да едно се прашање направи. имате од докторката? Да, повелете. Првата операција што е изведена преку абдоминален пат или преку вагинален пат? Вагинален пат е направена интервенцијата. Извадена е матката. Вагинален пат е направена Значи, интервенцијата. и тогаш ви извадија матката? Извадена е, да, И од матката тогаш имате извадена. спуст на останатите органи, колку што ве свативме, така? Други проблеми немам. Добро. Дали имате проблеми при мокрење? Дали при мокрење имате проблем? Молим? Дали при мокрење имате проблем? Па не. При уринирање? Чести Не, уринарни инфекции имате? Не, тоа секој одам редовно на контрола. Немам инфекции. Така, Така, добро. значи Сега ме интересира дали може и некоја ова класична операција треба да ми се закаже да ми извршат, или е подобро лапароскопски да се врши операција во овој случај, и каде се спроведуваат овие лапароскопски операции во нашава земја, дали има? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, што би можеле да јас ќе ви советувате. одговорам. Значи, вашата операција, јас сега не знам за кој степен станува збор на тоа што е пролапсот сега. Може да се изврши во нашата клиника, дури може да се изврши и по вагинален пат, доколку тоа е возможно. Доколку не е возможно по вагинален пат, онда може да се направи лапароскопски. Меѓутоа, она што прво треба да се направи, треба да ве видиме. Треба да дојдете и треба да ве видиме. Така, значи неопходен преглед за да... Преглед, поради тоа што некогаш може да се направи корекцијата на оваа операција која што е направена, да се направи по вагинален пат. Зависи што е всушност спаднато. Јас поради тоа прашав дали пациентката има уринарни инфекции. Дали спаднат и дали е спаднат мочниот меур. Значи, би требало да се види, би требало да се договориме. Јас не знам сега каде оди пациентката, со кого се договара, меѓутоа би требало да се види, може корекцијата да се направи по вагинален пат. Ние продолжуваме, докторке, понатаму. Дали е точно дека ендометриозата може да ја излекува бременоста, односно ако жената забремени, дека болеста само од себе ќе се поврачи? Ние не им препорачуваме дека ако забремените, дека болеста, мислам, ќе излечите ендометриозата. Секако е докажано дека степен 1 и 2, например, на ендометриоза, кога ги направиле анализите понатаму, барајќи ги, да не бидам толку специфична, соодветни клетки кои што не ги лачат внатре во стомакот, се покажало дека тие се намалиле во текот на бременоста. Што значи дека степенот на ендометриоза, оној кој што е прв или втор степен на ендометриоза, се подобрил во текот на бременоста. Но бременоста не е лек за ендометриоза. Бременоста не е лек за ендометриоза и има ретки случаи во кои што бременоста понекогаш, кај оние пациентки кои што имаат 3 или 4 степен на ендометриоза, може да доведе до компликации од причина што тие сраслини се многу јаки, цврсти, матката расте во текот на бременоста, па може да дојде до крварење, може да дојде до одредени перфорации, дури и на дебело црево. Има опишано во литературите, меѓутоа да не се плашат пациентките, гледателите што ме слушаат, тие се многу ретки, исклучително ретки и се опишани како кейс репорти, односно како случаи што се случиле во светот. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден, би сакала најпрво да ве поздравам вас како ефтен супер водителка и вашата ефтен супер гостинка. Ви благодарам. Сакала јас на кратко само да ве прашам. Се работи за мојата ќеркичка, има 19 години. Таа кога прв пат доби менструален циклус, се беше нормално. Значи секој месец си добива редовно и без болки. Меѓутоа, јас како девојче имав големи болки кога имав менструација, така да една наша комшика ми предложи со баралгин да се третирам во тогашно време. Јас сум од по-старата генерација и навистина ми поменуваше. Со баралгин одев и на училиште. Меѓутоа, сега во поново време од лани, некако и се како некоја цистот предпоставија дека има,
Бевме во болница, 7 дена беше третирана само на инфузија без јадење, се сумњаше дека има слепо црево. Секој ден на еко на абдомен, на долните делови, ништо не се пронајде. Значи, и циста нема, и со слепото црево ништо, меѓутоа таа има болни менструации. Беше на гинеколошки прегледи, со ништо не се третира, едноставно со беналгени кажа. Дали е можно да има некоја, еве, слушам популарно чоколадна циста и како да третираме понатаму, како да ја помогне. Зошто јас има болки, значи секогаш што имам менструални болки до пораѓај, после веќе нема. Таа немаше, но сега од лани почел да има болки. Која е причината, на кратко, ако може докторката да ми каже. Инаку темата ви е супер и треба најмалку 2-3 емисии за сите да прашаме што ни треба. Така, ви благодарам за вклучувањето и за поставеното прашање во емисија. За прашањето, можеби претходните менструации кои што ги имала ќерката на пациентката биле без овулација. Кога станува збор за менструации во кои што немаме овулација, во голем број на случаи тие се безболни. Меѓутоа, болките почнале некаде од 19 години. Јас колку што разбрав, они барале циста, меѓутоа не можале да најдат. Ако ќерката има чоколадна циста, јас не верувам дека постои гинеколог овде во државата кој што таа циста на ултразвук нема да ја види. Она што треба да го направи девојчето, да води евиденција. Сакам да води евиденција кога почнуваат болките, значи кога ќе добија менструација, кој ден започнуваат болките и дали тие болки се само за време на менструација или се јавуваат некаде и од 12 до 14 ден на циклусот, од почетокот, од првиот ден на крварењето, поради тоа што во тој период тие ќе укажуваат дека можеби тие се болки пошто се јавуваат поради овулација. И секако дека редовните контроли кои што ќе треба да ги прави, например во овој случај еднаш годишно, ќе утврдат дали постои циста или не постои циста, доколку симптомите на болките кои што ги има пациентката се зголемат, тогаш препорачувам да се посети повторно гинеколог. Што се случува со ендометриозата во време на перименопаузата? Кога доаѓаат оние хормонски промени во животен период на жената, кога се влегува на тоа прашање, меѓутоа ева нешто сега што ми текна и одма продолжувам понатаму. Во последно време се прави еден неинвазивен тест кој што ќе биде преку крв за да се докаже дали пациентот има ендометриоза или нема ендометриоза. Е некаде во завршна фаза и јас се надевам дека наскоро, можеби за 2 години, ќе биде во комерцијална употреба, па поради тоа ќе ни биде многу полесно, ја например као вакви девојчиња на 19 година за кои што е греота да правите лапароскопија за да видите зошто се болките. Ќе биде многу поедноставно да се добие одговор. Многу поедноставно да знаеме дали некој има ендометриоза или нема ендометриоза. Сега во перименопаузата ендометриозата е хронична болест, може да тоа не го кажав, која што всушност зависи од естрогенот. Сега кога ќе дојде во периодот на перименопауза, очекуваме дека ендометриозата или степенот на ендометриозата ќе се намали, меѓутоа проблемите и анатомските деформитети кои што ги направила ќе останат такви какви што се. Дали дури може прв пат да се јават болки кај жените во овој период од животот, доколку имале асимптоматска ендометриоза? Да, на 1 до 2% од пациентките може за прв пат во овој период да им се јават болки. Не само да им се јават болки, него кај во оваа перименопауза се смета некаде дека може и за прв пат да се јават овие чоколадни цисти. Сега, што е проблемот? Ако имаме пациентка која што е над 45, над 50 годишна возраст и кај оваа пациентка се јавува чоколадна циста, тогаш ние сме многу сомнителни дека оваа чоколадна циста можеби понатаму ќе оди во нешто друго. Да не ги уплашам, ендометриозата не значи дека пациентката ќе добие карцином до крајот на животот. Меѓутоа, шансите за пациент кој што има ендометриоза, поготово кој што има 3 или 4 степен на ендометриоза, пошто се смета дека тој дел е некако генетски условен и е поврзан со одредени гени за карцином, има 2 до 4 пати поголеми шанси да добие карцином на овариуми. И поради тоа, кај пациентка, ако ми дојде во перименопауза и јас видам чоколадна циста, многу ретко се размислувам дека таа пациентка ќе ја следам понатаму. Она што и препорачуваме дека треба хируршка интервенција.
типот да на се отстрани целата матка со сејајниците или? Па зависи од жилбите на пациентката, не само од жилбите на пациентката и од нејзината возраст и завршената репродукција. Ако е завршена репродукција, пациентката има 50 години, онда јас препорачувам да се отстрани целата матка и да се отстранат јајниците. По една ваква радикална операција може ли болеста пак да се врати? Не би требало. Ни симптомите не би требало да се вратат. Дури има студии каде што ке пациентки како што издаваден утерус, извадена е матката, односно во текот на операцијата за ендометриоза, симптомите во однос на хроничната болка се намалиле или ги нема. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Се јавувам за младо девојче, 24 години. Така? И имат проблем од кога има добиено менструација, девојчево после 10-тиот ден секогаш крварит. И со болки и не се знаат од 30 дена, 20 дена во месецот крварит. И направија киретажа во Скопје и кажа дека е проблемот тој. Меѓутоа не се среди тоа. Истото се случува секој месец. Секој месец продолжени долги крварења. Има докторката... за колку години девојче станува збор? 24 години имат. Сте правеле киретажа, сигурно имате резултат од киретажата. Дали го знаете резултатот од киретажата што е? Па киретажата што ја правеше беше негативен. Ама не знаете точно што пишуваше, предпоставувам. Па не знаеме, не ми е моментално сега наодо тука, него и кажа дека ако ќе направи киретажа, ќе се среди проблемот, меѓутоа не се среди проблемот, секој месец крвари. И повторно го имате... И сега и препорачуваат, и вика докторите, или кој ќе се омажи, ќе се среди проблемот, или да ја дадат некои лекарства, овие што се за контрацепција, лекови. Така, хормонска контрацептивна терапија. Да. Значи, јас колку што ве разбрав, она добива менструација и крвари 10 до 15 дена од кога ќе добија менструација. Не, добиват менструација, завршува, да речеме, 5-6 дена колку што траат, и прекинуваат. Добра. И после 10 дена од кога ќе поминат, кога ќе завршит менструацијава, починат пак да крварит и додека добиет пак девојчево сега. И цело време крвари додека да добие менструација? Фактички 10 дена, 10 дена толку имат. Дали до сега е третирана со некои лекови? Освен оваа киретажа што е направена, што сметам дека не требало да ја прават, дали е третирана со некои лекови? Нема, тогаш и дадоа лекови за ко се правеше киретажа 2-3 месеца и прекина за да не крвари и после истото продолжи пак. И варираше пролактинот, некој и беше висок. Добро, дали дадоа терапија за пролактинот? Да, и дадоа терапија, ама не го пиеше, пошто некогаш и беше висок, некогаш и беше низок. Добро, значи, јас би ве советувала вака. На третиот ден од циклус, пошто јас не знам што се до сега имате направено, да ги направите хормоналните анализи. Има направено, да, во реце, тие се во реце имат направено, само железото почна да се намалуваат. Освен пап тест што нема сега направено, бидејќи крварите не може да и направат во моментот кога ќе крварит. Значи, пролактинот е покачан. Доколку е пролактинот покачан, може да даде проблеми од овој тип во кој што ги кажувате и предпоставувам дека би требало да ја пие терапијата која што е одредена од лекарот кој што ја дал. Од причина што викате некогаш е покачан, некогаш е низок, он е низок предпоставувам кога девојчето ја пие терапијата која што ја е дадена. Она друго што треба да направите според мене е повторно да ги испитате хормоните. Јас не знам кога сте ги испитале, да ги испитате на трети ден од циклус, на 12. Од кога ќе добие менструација? На третиот ден на циклус, да ги испитате на 12-тиот ден на циклус, за да видиме дали има овулација. И она што е најбитно во овој случај, што сметам дека е проблемот, да испита на 21 ден на циклус, меѓутоа тогаш да испита само прогестерон. Тоа е значи на трети, 12 дени и 21. 21 на 21 прогестерон. Само прогестерон, пошто доколку почнува да крвари од некаде 15-14 ден и крвари до наредна менструација, во најголем број случаи проблемот е ниското ниво на прогестерон кој што го има девојчето во втората половина на циклус и тоа може да се среди со лекарства. Да се навратиме на ендометриозата, има ли некои суплементи кои што може да помогнат кај оваа состојба или болест?
Суплементи нема, има терапија која што можеме да ја дадеме и која што најчесто ја даваме кај пациентките кои што на пример осеќаат одредена симптоматологија која што не е многу страшна, која што не е многу тешка, каде што немаме знаци дека станува збор за влошување на состојба, каде што немаме знаци дека имаме ендометриом кој што расте или кој што има чоколадна циста која што расте или чоколадна циста која што има промени кои што може да ни сугерираат на карцином. Оно што им даваме најчесто е некоја двојна терапија, во зависност од тоа како ќе се договориме со пациентката, зависи од незината возраст секако. Даваме аналгетика. Во најголем број случаи станува збор за бруфен кој што се дава во оној период од месечниот циклус кога пациентката има болки и во најголем број случаи дури и пациентките кои што на пример ги оперираме од ендометриоза или од ендометриом ги ставаме после на контрацептивна терапија, која што може да биде хормонска терапија, која што може да биде двојна, односно да содржи и естроген и прогестерон, или пак може да ги ставиме само на прогестерон. Ако станува збор за пациентки кои што имаат многу изразени симптоматологија, кои што не сакаат да се оперираат или кои што веќе еднаш се оперирале, меѓутоа после тоа повторно се направиле адхези, значи не значи дека ако еднаш се оперирате вие сте го решиле целосно проблемот трајно. Тогаш постојат други лекови, тоа се инекции кои што ги добиваат и пациентките кои што се оперираат од карцином на дојка. Идејата на овие инекции се, јас и да ги кажам, мислам не е битно за популацијата, идејата на овие инекции е пациентката да доведеме во состојба на постменопауза. Тоа значи да доведеме во состојба во која што нема да имаме естрогени кои што ќе направат да овие ендометриални жлезди бујат, крварат и даваат симптоми. Сега, некогаш кога идеме со долготрајна ваква терапија, па правиме друг проблем. Правиме проблем на менопауза, точно. Правиме проблем со остеопороза. Затоа велам, ендометриозата е болест во која што и самата диагностика е нејасна. Причините зашто се јавува, па се уште не се јасно откриени. Генетика. Имаше некоја нова студија сега што читав дека некој генетика или дека некој инфективен процес стои позади сето тоа. Терапијата е индивидуална, значи секоја жена е различна и терапијата кај секоја жена е различна. Доколку жената сака да оствари потомство, исто така типот на кој што дали ќе се пушти на нормални спонтани односи или ќе се оди право со инвитро циклус, исто така индивидуален. Една тема која што е непозната и за која што ако се навратиме можеме после 2 до 3 години ќе имаме многу појасно визија за овој проблем, меѓутоа е тема која што ги мачи голем број на жените, поготово оние жени кои што имаат хронична болка, која што е неиздржлива, кој што како изгледа влија тоа на менталното здравје? Бидејќи не е лесно се живее секојдневно со болка, но и не секогаш околината сериозно ја сваќа состојбата, вела хајде ни претирува и менструални болки. Повторната болева, сега повторно треба да одиме на гинеколог или ќе отиде на гинекологот. Значи имаше студии каде што жената отишла 10 до 15 пати на гинеколог за на крај да се утврди дека има пациентката навистина ендометриоза. Значи само се жалиш, еве прегледот е во ред. Сето тоа прави анксиозност, прави депресија, пациентката можеби почнува да не свирува на себе си, вика не е можно мене вака или онака да ме боли. Меѓутоа тоа се стварно проблеми со кои што се соочуваат жените, на кои што треба да најдеме решение. А со оглед на тоа дека ендометриозата е еден вид на воспалителен процес, дали таа може да води и кон автоимуни заболувања или пак некои други воспалителни болести? Може некој тип кој што ние не сме оставиле во автоимуно заболување поради тоа што инфламаторниот одговор не е соодветен во овој случај. Нели ние реагираме на све што доаѓа од надвор, ние реагираме на вируси, реагираме на бактерии, реагираме соодветно. Во моментот кога реагираме несоодветно, како во овој случај, правиме инфламаторен одговор кој што не е соодветен во однос на тие клетки кои што се наоѓаат надвор од матката, тогаш можеме да ја сметаме дека е некој тип всушност на пореметување на автоимуниот одговор на организмот. И сосема на крај, што би им советувале на жените кои што имаат силни, неиздржливи болки за време на менструацијата? Советувам да бидат упорни, да ги посетуваат своите гинеколози, да дојдат на гинеколошки прегледи и да ги објаснат своите болки. Она што друго ги им советувам да водат календар. На календарот да запишуваат кога
каде, мислам, колку време траела болката, како им се јавила болката, дали при некоја активност, во кој дел од телото, дали е таа повторувачка болка, и да бидат апсолутно упорни и да ги направат сите диагностички постапки кои што треба да ги направат, за да можеме на крај да третираме како што треба да третираме. Не значи дека секоја жена која што има ендометриоза ќе заврши со операција. Значи голем дел од нив можат да поминат и само со аналгетика или со хормонска терапија. Меѓутоа има жени на кои што, еве како на пример нова девојче од 22 години, на кои што самата операција му била неопходна. Јас имав пациентка на 18 години, заборавив да кажам, на 18 години која што имаше ендометриоза на перинеум. Нити раѓала на вагина. Добро. Вагина оствари на вулва, на надворишниот дел на вулвата и дојде кај мене и се жалеше, јас викам имам некој топче кое што се зголемува и расте кога ќе добијам менструација. Жената немаше раѓање, пошто има ендометриоза која што знае да се јави на местото на епизиотомијата, која што знае да се јави на местото на царскиот рез и тогаш причината во најголем случај е механичка. Тоа значи дека клетките, ендометриотичните клетки се пренесени во текот на царскиот рез, нели, на кожата кај пациентката, или се пренесени со текот на одливањето, нели, на лохиите на епизиотомијата. Меѓутоа оваа пациентка на 18 години немаше раѓано, немаше ништо. И онда направив операција, извадивме цистата која што беше и добив резултат дека станува збор за ендометриоза. Таа пациентка после тоа роди уште 3 деца, сите со царски рез, внатре немаше никаков знак дека пациентката има ендометриоза. Значи секој случај е многу различен. Така приказна за себе. Секој случај е приказна за себе. Мене еве ова ми е првче што навистина ме изненади. А во постменопаузата, дали овие проблеми целосно ќе се изгубат, бидејќи нема да има естроген? Освен оние лези што споменавте што се цврсти. Да, би требало многу да се намалат. Би требало да се намалат. Да. Јас ви благодарам многу што отворивме оваа тема во денешната Тилма амбуланта и за исцрпните појаснувања поврзани со ендометриозата. Јас ви благодарам ендометриозата. многу на поканата, ми беше пријатно, ми беше удобно со вашите гледачи овде и со прашањата кои што беа поставени. Се надевам ќе се видиме повторно. Секако се гледаме повторно. Со гледачите се гледаме секој работен ден во 12 часот и 50 минути во редовниот термин на емисијата. Почитувани, ова беше уште едно издание што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.